Посетата на Попова шапка представува голем предизвик. Дури и по пристигнувањето на врвот ќе ви бидат потребни околу 40 на минути за да се стигне до првиот паркинг, кој исто така не е исчистен. За време на викендите колоните од автомобили се уште подолги, што ги принудува посетителите да паркираат покрај патот и да пешачат. Патот што води до викенд селата исто така не е исчистен, а на собраното ѓубре наликува како да не е собрано со месеци. Од општина Тетово објаснуваат дека чистењето не било извршено како што треба поради врнежите, додека за ѓубрето одговорноста е на компанијата која управува со отпадот. Gjatë ditëve që ka pasur rreshje të borës, kompania e cila është përgjegjëse për mirëmbajtjen e rrugëve ka qenë terren, vazhdimisht i ka pastruar rrugët, ka pasur vështirësi në kalim, por sigurisht ka qenë e pamundur që të lirohen në rrugët shumë të pastërta. Ndërsa sa i përket punës së mbeturinave, duhet të kontaktojmë me kompaninë përgjegjëse për të parë se si është gjendja me mbeturinat në Kodraн e Diellit. Од општина Тетово соопштија дека се очекува да започне јавниот превоз до Попова шапка, кој ќе функционира за време на викендите. Директорот на ски центарот Гани Алии истакнува дека денес поради силниот ветер од околу 80 км на час, шестоседот и двоседот на жичарницата не биле пуштени во употреба. Ne si ski qendër sipas kushteve atmosferike çka I kemi për momentin, e shohim se teleferikot nuk mund të asistojnë në funksion sepse era frin diku mbi 80 km/h në lart. Edhe shkaku I asaj deri më tani funksionon Teteksi, aerodromi edhe Geja sipas kushteve se edhe atje është lartësia mbydetare e lartë dhe ka shumë erfri. Ски центарот официјално беше отворен вчера за скијачите, но недостигот на паркинзи, ѓубрето и неисчистените патишта до викенд селата се проблеми кои се појавуваат секоја година на Попова шапка.